Добро, мојот став не се разликува значајно во однос на тоа што го кажаа претходните соговорници, но сепак мислам дека е ова последен обид на владеачките партии за закопување на договорот од Пржино и еден од обидите во серија, се разбира неуспешен обид, во серија која што започна уште некаде на средината на минатата година со Кумановските настани. Упорно се обидува власта да игра на картата на меѓуетнички тензии. Ова е сега најнова измислица и доколку заврши на ова, на вистина верувам дека ќе биде така. Нормално тоа нема да дојде само по себе, но мислам дека граѓаните не ја прифатија и оваа провокација и фрлена ракавица од страна на владеачките партии, но тоа е борба и треба и граѓанските организации, и граѓаните, но и политичките партии од опозицијата и другите надлежни институции кои што имаат се уште интегритет или го поврати интегритетот во меѓувреме, треба да направат се за да не се дозволи продолжување на овие инциденти, затоа што не може да биде ова сценарио на никој друг кога во првите редови се наоѓаат функционерите од ВМРО ДПМН и ДУИ или нивни блиски соработници. Впрочем, ова е една димна бомба или песок во очи против генерално 5 работи. Прво е обидот преку Уставниот суд да се направи спасоносен излез од одговорноста за сторениот криминал, особено за изборниот криминал, против дејствувањето на специјалното јавно обвинителство. И можеби порака за можните сторители на изборни нерегуларности на овие избори. Се разбира, против дејствијата на специјалното јавно обвинителство, против актуелната посета на американскиот висок функционер Хојти, против неуспехот да се договори какво било решение за медиумските правила и регулативи и против она што веќе уште од вчера е видливо колку е неправилен нашиот избирачки список. Од вчера незапирливо на Facebook имаме граѓани кои што си наоѓаат на сопствените адреси луѓе дополнително впишани без воопшто да ги познаваат. Дури во шега велат дека становите им станаа претесни бидејќи гледаат дека во нивниот стан има и други граѓани што живеат, потоа она познатото со 60 граѓани. Значи кога го имате овие 5 елементи, Уставен суд, специјалното обвинителство, Хојти, медиум и избирачки список, потребна е оваа димна бомба за да се покрие тоа, но мислам дека ќе биде неуспешно.